Благодарам, председателе. Колега Бечварски, мора да признам, неубедлив прочитан говор, летаргичен, со исти, повторени невистини кои што секој ден овдека сите ги повторувате. И ве разбирам зашто е така. И вие лично сте свесен дека оваа интерпелација е очен обид за политички поени на СДС и обид да ги задржите вашите фотели во партијата, но она што е побитно за граѓаните, да го задржите системот во кој што вие функциониравте. Сега да видиме каков е тој систем во кој што вие сте функционирале. Спомена овде многу наши колеги дека оставивте луѓе од водостопанство без исплатена плата неколку месеци, 4-5 месеци поред. И јас сакам на сите тие луѓе, а воедно и на македонската јавност, да го дадам одговорот зошто е тоа така. Затоа што во тој систем кој што сега СДС го брани, адвокатот Миле Зечевич, кој што е тогашен генерален секретар на СВСМ, како адвокат склучува договор со АД Водостопанство, еве го тој договор, по кој што договор му фактурираат и му исплаќаат над 10 милиони 836.000 денари. Почитувани за вработени во АД Водостопанство, почитувана македонска јавност, во системот кој што СДС го брани, нивните функционери наплаќаат дебели пари за никаква работа, за нула учинок, а вие останувате без плата. Затоа толку го бранат тој систем. Затоа што нив не име грижа за земјоделците, воопшто не име грижа за земјоделците, затоа што најголем дел од нив немаат ни врска што всушност се проблемите на земјоделците. Тие го бранат овој систем на криминал. И друго, тие никогаш нема да можат да достигнат репер за она што значи министер, како што е Цветан Трифуновски, ниту било кој од бившите министри овдека. Затоа што сум имал можност да соработувам со него и знам со каков жар и енергија зборува за земјоделието, не убедува за земјоделските политики и работи за земјоделието. Затоа што Цветан Трифуновски е цело време помеѓу земјоделците и додека беше во опозиција и сега како министер има кампања македонското најдобро. Секој земјоделец кој што јас успеав да го сретнам и да поразговарам, го има лично неговиот телефонски број и може во секое време да му се обради. Тоа е разликата помеѓу функционерите на СДС и функционерите на ВМРО. Кога отидов прв пат во Министерството за земјоделие да се сретнам со министерот, таму имаше кофи. Велам, министер, зошто е вака во оваа зграда која што е нова, која што е брзо изградена, да имаме кофи? Вика, затоа што тече, мора да има кофи, затоа што овие неспособни од СДС не успеале ни тоа да го зададат што им било изградено. Така што, министре, земјоделците свршуваат работа.